Проблем кој се влече веќе 5 години. Самохраната мајка Дафинка Стојановска во 2009 година диво се вселила во стан бидејќи немала каде да ја згрижи својата малолетна ќерка. Таа поднела барање во 2014 година, кога законот за откуп на 30 години се појавил, но властите останале глуви. Најпрво на Дафинка и било понудено доброволно да го напушти станот по барањето за откуп, но не го напуштила бидејќи немала каде да замине. На 22 декември било одземено броилото на станот. Таа веќе 5 години живее без струја. Јас сум диво вселена во станот, како и останати на катот, и поднесов барање со закон што излезе 2014, 15 декември, со тоа што од 1 до 31 март да се поднесе барање со еден куп документи за откуп на станот на 30 години како самохран родител. Имам малолетна ќерка и после тоа почна голготата, од тогаш почна да ми кажуваат доброволно да се подпишам да се иселам од станот. Јас не прифатив затоа што живеам од 2009 во тој стан, немам кај да одам и остана во станот. После тоа не ми одговорија на барањето до декември. Цело време идев да побарам да ми се одговори, повторно поднесов барање да се одговори, не ми одговорија. Дафинка тврди дека се обратила на сите надлежни, но тие не и дале одговор. До управен одбор, до регулаторна комисија, до сите поднесов барање, никој не ми помогна, до председателот на државата, до премиерот, господинот директор што беше Цветко Грозданов, цело време ми се закануваше, ми закажа средба во влада. И таму ми вика и 10 години и никогаш да не го пробам станот, тебе ќе те исфрлам од станот со детето на улица. Таа спомна дека сака само да ја обезбеди најубава иднина на својата ќерка, како и нормално детство, но не може без основните услови за живот, како што е струјата. На судот се докажа дека живеам во станот од 2009, ама не беше рачуната точката од законот, дека имам право на откуп на станот. Што јас сваќам дека, значи, Цветко Грозданов, неговата влада на Груевски, била само за нив становите да си ги земат, а тие останатите што не се да се подпишат, да ги избркат од станот, да си одат на улица. Дафинка прати апел до ЕВН да се обезбеди струја на тие кои има најнеопходна за нормален живот, бидејќи државата треба да ги згрижи своите граѓани.